Воредно зголемување на минималната плата нема да има исто како и мерка за празнични кошници, соопшти министерот за економија Бесар Дурмиши и најави дека до крајот на месецот ќе го свика економско-социјалниот совет на кој ќе се прецизира владината просечна потрошувачка кошница како пандан на минималната синдикална. Анализите на економија и на влада покажале дека доколку го прифатат барањето за покачување на минималецот на 500 евра, ќе влијае на инфлацијата која ќе се покачи, па затоа минималецот останува 22.400 до март идната година, кога ќе има редовно зголемување, но по однапред утврдена формула и која нема да ја надмине границата од 2000 денари плюс на контото на работниците. Во пресрет на новогодишните празници, владата овој пат нема да ги активира краткорочните мерки, празничните кошници, со кои продуктите кои најмногу се трошат во тој период се продаваат по пониски цени. Кога инфлацијата во месец октомври бележи намалување за 0,2%, а индексот на цените намало во месец октомври 2025 година во однос на септември бележува намалување за 1,3%, додека инфлацијата на годишно ниво е 4,49%, не постои основ за интервентно зголемување на минималната плата, за да не донесеме административни одлуки каде што ќе дадат краткорочни резултати, но после тоа влегуваме во пазарот. Ние сме демократска држава каде што влегуваме во пазарот и ги нарушуваме цените и им треба 3 до 4 месеци после да се стабилизира пазарот. Затоа одиме на долгорочно решение. Мерки за ограничување на цените во маркетите, иако уште од месец мај во неколку наврати и министерот Дурмиши и премиерот Мицкоски ги најавија, исто така нема да има. Се прави стратегија и се бара решение на долгорочен план, е одговорот на надлежните кој се повторува одново и одново, а образложението е дека краткорочните мерки се причина за скок на цените по нивното истекување. На предлогот на Министерството за економија, од 1 јануари стапува на сила Закон за финансиска поддршка на инвестициите, со кој на апликантите од бизнисот ќе му бидат достапни до 1,5 милиони евра за набавка на опрема, ресурси и материјали. Овие средства нема да бидат достапни за фирмите во секторите земјоделство, шумарство, рибарство и градежништво. Министерот Дурмиши соопшти дека е задоволен од одзивот на оперативниот план, каде заклучно со октомври имало речиси 11.000 апликации за самовработување и обука и затоа ќе бара во 2026 година сумата да се зголеми од 40 на најмалку 50 милиони евра кои ќе бидат на располагање за оперативниот план.